Господин Таравари, добар ден. Како ја оценувате актуелната ситуација во државата? Па, после локалните избори ситуацијата е доста нестабилна и пред тоа ние имавме едно нестабилно мнозинство со бројка 62 пратеници и нормални се тенденциите на тие што се опозиција да побараат недоверба на владата, која што е крајно криминализирана, крајно коруптивна, кај што не функционира правна држава и ова не го велам ја, тоа го кажува Transparency International, тоа го кажува бившиот председател на СДСМ, бившиот председател на Македонија и бившиот премиер Црвенковски и многу други меѓународни релевантни институции да кажуваат дека оваа власт е корумпирана, криминализирана и со нефункционирање на правна држава. Да не зборуваме за проблемите со ковидот, несправување успешно со тоа, да не зборуваме за состојбите во образованието, каде што јавна тајна е дека постојат универзитети кои што продаваат дипломи, така да и резултатите од локалните избори беа повеќе казна за оваа влада отколку победа за опозицијата. Така да над 70% на општините веќе се превземени од опозицијата и нормално е да се побара недоверба на оваа влада и самиот актуелен премиер си поднесе оставка на 31 октомври, одма после избори. Ја мислам дека тоа е доволен доказ дека нормално опозицијата да се обидува да направи ново мнозинство. Во четврток на седница на парламентот треба да се гласа за доверба на актуелната влада. Вие најавувате дека има мнозинство, но што по најавите на пратеникот Скендер Реџепи дека ќе ја напушти неговата партија Алтернатива, ако таа реши да ја урне владата со левица? Ја мислам дека ќе бидат повеќе од 61 пратеник, меѓутоа како и да е да причекаме до четврток, така е четврток, не утре задутре. Секој си има свој став, ние не можеме да се мешаме на некого кај му е подписот. Подписот, неговиот подпис стои во ист список со левица и платата што ја зема од собранието. Меѓутоа секој си има совест. Пратеникот кој што зборува сега, ја колку што знам, 10 години се бори за да се урне режимот прво со Груевски и Ахмети и сега хибридниот режим, за кого велат хибриден режим повторно меѓународните институции, е моментот кога може да се собори господинот Ахмети, а потоа за формирање на нова влада тек ќе видиме какви ќе бидат и услови, ќе има и преговори и евентуално дали ќе се успее да се направи. Меѓутоа ја мислам дека има добро расположение. Видете, бродот на Заев тоне, тоа јавно го знаат сите веќе. Од внатре има таму диверзија, огромна диверзија на повеќе пратеници кои што се дел од СДСМ или дел од партиите кои што се во коалиција со СДСМ, така несомнено е дека тој брод тоне и ако преживее сега нема да преживее повеќе од 4-5 месеци. Тоа е веќе и ако се оди на предвремени избори нема дилеми дека видете тие изгубија 70% од општините, тоа се 500-600 функционери на СДСМ. Тие се веќе незаинтересирани за оваа мнозинство, имајќи предвид како функционираше оваа влада уназад 4-5 години. Рековте дека може да имате и поголем број на пратеници. Тоа значи дека веќе преговарате со некој од нив? Со неколку преговара и огромни се шансите. Ја мислам дека ќе падне владата со 62. Моje мислење, ќе видиме задутре кај е денот. Таравари, дали сепак ако не успеете да ја урнете актуелната влада, тоа ќе значи удар за опозицијата, односно дека она што го ветивте ќе нема да може да го испорачате? Ја мислам дека ќе се успее да се урне владата. Немам дилеми во тоа, така да нема никаков проблем. Ја мислам дека ќе си отидат и време е да си отидат. Видете, премиерот сам си даде оставка, не дека ние го и да не беа овие 61, тој 62, тој си поднесе оставка, така да веќе не е председател на таа партија. Тој кажа дека нема да биде ни премиер, ама еве 10 дена не поднесува оставка, така да и така, ја мислам дека тој човек веќе е отидат. Дел од експертската јавност смета дека наместо расплет на ситуацијава ќе имаме нов заплет. Нема што да има нов заплет, нема што да се случи ново. Ви велам, единствено што може да се случи да се отиде оваа влада. Тоа е, нема друго што да се случи. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Зарам пријатно.